Нелогична и двоаршинска е политиката што се води кон медиумите во државата во последните година-две, особено на релација печатени и електронски, односно радиско-телевизиски гласила. Државата за вестници е мајка, за локалните радија и телевизии маќа. Неодамна владата одлучила на печатените медиуми да им додели финансиска помош од дури 50 милиони денари или околу 8,5 милиони евра за тековната 2019 година. И покривитувањето од страна на владени представници дека електронските медиуми, телевизии и радија ќе добијат слична таква помош од 5-6 милиони евра, за сега нема ништо конкретно. Молчат од владата, молчат и медиумите. Иако меѓусебно разменуваат идеи и мерки како да се изборат за подеднаков третман кај власта. Дотолку повеќе што е неуставно државата да има еден аршин за едни, а различен за други, како да се работи за дискриминација. Локалните носители на власт добро знаат дека медиумите во градовите во внатрешноста речиси цела година работат и ги сервисираат бесплатно, создавајќи при тоа тековни трошоци. Тоа го знаат и бројни министри, кои се мошни чести гости во Кочани и другите општини. Го знае дури и председател Пендаровски, кој имаше средба со локалните новинари и беше запознаен со состојбите во кои се наоѓаат. Да сепак, иако сите знаат, изгледа сопствениците кои најчесто се и новинари во медиумите, има нешто што не знаат. Како поинаку да се протолкуваат ветувањето од сите страни дека членот 102 ќе се тргне од законот за медиуми, дека фондот ќе профункционира. Бидејќи, доколку евентуално некогаш и се случи нешто конкретно, тоа може да биде задоцнато, барем за голем број од медиумите кои цела година обстојуваат со надежта за спас од згаснувањето. Дотолку повеќе што таквата политика ги остава градовите во внатрешноста без нов новинарски кадар, што подоцна тешко може да се создаде и да се вклучи во проследувањето на транспарентноста на локалната власт и негувањето на демократските вредности и придобивки.